Чест ми е да ви посакам, добро вечер и добре дојдовте во уште едно наше дружење во Ферплей. Знаете дека редовно во сабота попладне во овој термин отвараме нови теми поврзани со спортот и здравиот начин на живот, па така ќе биде и овој пат. Наша вечерашна тема ќе биде пилатесот. Спортска дисциплина или вештина која што навистина може да ни донесе многу позитивни нешта во поглед на нашиот изглед и нашето здравје и не е добра или погодна само за рекреативците, туку и за сите оние кои што професионално се занимаваат со спорт. За сите овие детали ќе имам чест да разговарам со една од нашите најпознати инструкторки по пилатес, кои што ја сакаат, ценат и следат многу луѓе на кои што успеала да им го промени секојдневието. Ве канам во следните минути да уживате со нас на Телма. Сите ние ја знаеме добро познатата изрека во здраво тело, здрав дух. И тоа е нешто кое што веројатно не е лесно да се постигне, меѓутоа е убаво чувството кога ќе успееме во некаков баланс да го одржуваме нашиот организам, тогаш е се полесно, тогаш сме порасположени, изгледаме подобро и со поголема леснотија се носиме со се она што не очекува во секојдневието. Мојата вечерашна гостинка има баш таков животен стил и искрено ја почитувам пред се заради тоа што успева нејзината енергија но и знаење да ги пренесе на многу луѓе, да биде вистински пример заради тоа што, како што реков, не е доволно само добро да изгледате, треба навистина да верувате и да го знаете она кое што сте одбрале да биде ваша професија и ваше секојдневие. Позната е во македонската јавност поради тоа што веќе долги години е пилатес инструктор. Нејзиното име е Јасна Лековска или попозната како Јасна Пилатес. На почетокот ви ја представуваме нејзината приказна, а потоа и заеднички ќе уживаме во вечерашниот разговор. За постигнување на посакуваната рамнотежа меѓу телото и умот. Една од дисциплините чие што правилно практикување може да ве одведе до таму е пилатесот. Особено популарна во последните десетина години, а создадена во првата половина на 20 век во Германија од страна на гимнастичарот Јозеф Пилатес. Овој метод или систем на физички вежби е уште наречен и контрологија, затоа што има за цел да го поттикне умот да ги контролира централните мускули, кои му даваат најголема поддршка на рбетот и го стабилизираат телото. Доколку сте успешни во практикувањето на пилатес, тогаш вие ќе стекнете свесност за правилното дишење и држење на телото. Еден од првите синоними за пилатес во Македонија е името на Јасна Лековска Стојановиќ или едноставно позната како Јасна Пилатес. Фактот дека има 40 години, дека е сопруга и мајка на 2 деца, нема никогаш да го препознаете ако судите по незиниот изглед, енергија и темперамент. А незиното 20 годишно искуство како инструктор веројатно дава објаснување зошто е тоа така. Спортот го сака од дете. Позитивен пример за здравите навики добива од незините родители, а 5 години активно вежбање гимнастика во детството и даваат одлична основа за она што денеска е незина професија, поточно стил на живот. Каде растевте со Јасна и како растевте? Ние растевме во ова мало, да не речем во Девер мало, поточно кај што сега сите ја знаат Кантина и Зафир. Тогаш ги немаше ни Кантина ни Зафир, беа мали кукички и улицата беше празна со големи багреми и ние во текот на целата година, значи баш на таа улица пораснавме и нормално како што сакам да си кажам позади куќа. Позади куќа е исто едно слепо уличе кој што нема сега се згради исто. Прво беа куќи со големи дворови, во сите дворови имаше овошја, чисто знаевме да идеме да зијаме овошје од дрвата, се пентариме, да играме жмурка, да играме ластик, грабни стапче, народно и тоа се одвиваше на улица. Така да генерално нашето детство беше надвор, пред зграда, да, во мало. Која од вас ве повозрасна? Јасна. Јасна е повозрасна, добро. Пошто сте можеби најслични карактерно, а пошто најмногу се разликувате вие?
Тоа што стварно е многу заедничко кај нас две, што двете стварно многу го сакаме спортот. Најверојатно тоа е затоа што татко ми што од многу млади денови ни ја пренесе таа љубов. Ние на што знам, можеби 6-7 години се качувавме сите фамилиарно заедно до врв на водно и нон-стоп бевме обкружени со спортот. И ете, значи животот не натера баш на таа насока да продолжиме и да ни биде тоа професија животот, и тоа е нешто стварно што двете заеднички многу не врзува, а различни сме по темпераментот и по карактерот. Мислам сите што не знаат ќе сватат дека сме темпераментно различни многу. Кој како, кажи ми разликата? Па она е по-смирена, фокусирана, јас сум по-насекаде расфрлана и така. Изборот на инструктор или тренер значи донесување одлука кому ќе му дадете целосна доверба. Одлука кому ќе му ја доверите состојбата на вашето здравје, тело, емоции, расположение и кому ќе му дозволите да ве мотивира, да ви помогне да ги постигнете посакуваните промени и да се чувствувате подобро. Ти од кога практикуваш конкретно пилатес, од колку време вежбаш, дали е тоа одамна или ти е понова навика? Па, одамна можам да кажам дека е со години, со тоа што практикував и со втората бременност да вежбам цела бременност и вежбав со Јасна и ми остана навиката да продолжам да вежбам со неа затоа што сум презадоволна од тоа што вади она од мене. Ете, малку раскажи ми сега за тој момент, како се запознавте? Се знаевте ли лично пред да започнеш со вежбање или откако одлучи дека сакаш пилатес, така всушност ти првпат исконтактира со неа? Се знаевме само од социјални мрежи, меѓутоа и се обратив кога сакав да почнам да вежбам во Тринити и можам да кажам дека отпосле се запознавме и можам да кажам дека станавме и пријателки. Кажи ми од кои причини, да речеме, стекна доверба кон неа? Зошто едноставно остана да ти биде тренер баш Јасна од сите други? Нели имаме избор, барем во денешно време имаме избор. Затоа што знаев дека е единствена што може да работи со трудници и што е сертифицирана за тоа, можам да речам, и дека е најдобра во доменот и требаше да вежбам со некој на кој што му верувам. Сепак бременоста, баш кај јас вежбав од почеток до крајот на бременоста и некако многу сигурно и безбедно се чувствував со неа. Со самиот момент дека кога веќе и бременоста ја доверувам на неа, условно речено, зашто да не продолжам да вежбам со неа понатаму? Според мене пилатесот е еден од најубавите спортови кој што една жена конкретно може да си го пружи на сама себе. Мислам дека е еден концепт кој што е мешавина на вежби за стагнување со вежби за истагнување и мене лично многу ми прија на моето сопствено тело и сметам дека е најубавата активност која што може да ја направиме едно утро, конкретно јас. Постои ли дефиниција за добар и успешен тренинг? Дали е возможно истовремено да постои дисциплина која ќе донесе видливи резултати, но и забава, релаксација, кои ќе предизвикаат насмевка на лицата на вежбачите? Има и смешка, значи не е само сериозно вежбање строго, него е супер се забавуваме на часовите. Добро, еве, ајде сега обиди се, накратко со неколку збора да ни опишеш Јасна, да речеме, сега замисли дека од другата страна има луѓе што тотално не ја знаат. Океј. И сега ако треба накратко да објасниш каков човек е, како би опишан? Препозитивна, многу мила, добра и розова. Јасна ја знам многу одамна од Инстаграм како и сите ние, бидејќи една, да кажеме, јавна фигура која што е доста позната на нашето поднебје. Неодамна се пресели во близина и затоа се одлучив токму за Тринити, меѓутоа не очекував да биде толку добро колку што навистина е. Јасна е прекрасна личност, јас сум овде од септември минатата година. Мислам дека едноставно ми ја смени перцепцијата за тренинзите, бидејќи енергијата со која што се полнам кога сум овде, ја рефлектирам потоа на другите луѓе и добив многу коментари дека едноставно зрачам позитивно после тренинзите.
Низ годините работа и искуство. Јасна стекна цела армија вежбачи, но и воопшто следачи, посебно девојки кои го земаат за пример незиниот начин на живот, навики, изглед и принципот по кој избира како и со што ќе го исполни своето секојдневие. Сите овие нешта се составен дел од титулата тренер, зашто таа не подразбира да бидете само некој кој ќе го организира тренингот, туку многу повеќе од тоа. Стилот на комуникација, искреноста и достапноста стануваат клучни. Големината во личноста на Јасна е тоа што мислам дека таа ја задржува својата автентичност во сала и надвор од сала, бидејќи една личност со ред и дисциплина во салата, односно се труди сите да ги направиме вежбите на правилен начин, доколку некој греши доаѓа и го поправа, меѓутоа тоа никогаш не е со едноставно со негативност да те исплаши, да вика, да кажам едноставно, туку кажува не и потоа објаснува зошто не е така. Значи секој нејзино не, потоа следи коментар зошто не е така, дека може да се повредиме, дека не е во ред. Пробува да не одржи во дисциплина и ни кажува дека џабе на пример вежбаме ние еден месец, доколку после тоа нели не се води грижа за исхраната, не водиме грижа во секојдневниот живот надвор од салата, бидејќи целта на пилатесот и целта на Јасна на трините е да направи од нас подобри личности во сала и надвор од сала. Кажи ми, еве, например, каква мајка е Јасна? Вежбачите, нели, малку повеќе ги испрашав за тоа каков тренер е и сите тие работи, меѓутоа ти ја гледаш и од страна, како се однесува со незините деца. Што мислиш околу тоа, дали добро се снаоѓа во доmaćinството? Да, Јасна стварно, мислам е многу посветена мајка, без разлика на времето што и го дозволува животот и брзината на обврските, можам да кажам дека децата за неја се на прво место, значи без разлика дали станува збор за Лија, за Јан или за Срна, значи не ги двои и стварно си е многу посветена на нив, без разлика дали е за школа, за шетање, тоа организирано одмори мора да има за нив, мора да има родендени организирани, значи времето за нив мора да биде организирано скоцкано и после тоа ние другите доаѓаме. Така да си е стварно многу посветена во тој дел. Што е според мене навистина успешно, затоа што мораме и за приватноста да си имаме време. Од кого има најголема поддршка освен тебе? Како вашите блиски луѓе се носат со фактот дека таа ужива популарност, нели, кога ќе кажеме Јасна пилатес, луѓето ја знаат. Не може, веројатно многу има нешта кои што не може да ги сокрие, понекогаш е потешко да си ги зачува личните работи за себе. Како околината со сето тоа се носи? Сега, јас искрено немам ништо против сопругот нејзин, мислам ние си ја знаеме каква е, си ја прифативме и мислам знаеме што добиваме од нејзе, како можеби никогаш по старите особи, како мајка ми може нешто да се побуни едно друго, меѓутоа и она више се навикна, така да сметаме дека секој треба си го живее животот за себе како сака, што сака, негов си е, така да дадеме поддршка, она си знае, ние сме тука само да бидеме грб за нејзе. Иако пилатесот повеќе го сакаат и практикуваат девојките, сепак вежбите се соодветни и за мажите, а може да се практикува на речиси секоја возраст во консултација со инструкторот. Па, ако вашата крајна цел е телото да ви биде витко, еластично и затегнато, концентрацијата и расположението подобри, а интензитетот на тренинзите сепак да биде умерен, тогаш пилатесот би бил совршен избор за вас. Вечер во нашето студио изгледа многу убаво, кажувам нескромно можеби, но ќе се уверите и самите за кратко време, затоа што сега ќе им посакам добри ден на моите две вечерашни гостинки. Според најавата веќе ви е јасно, моја гостинка е Јасна Лековска или Јасна Пилатес, но овој пат заедно со незината киркичка која што се вика Лија. Девојки, добре ни дојдовте во емисијата. Здраво! Здраво, добро ве најдовме. Така? Да, многу сум среќна што дојдовте и се надевам дека убаво ќе се чувствувате. Лија, убаво ти е тука кај нас. Да, интересно е, нели, имаме многу топки, спортови, кош, се на едно место. Се надевам навистина дека сте добри и благодарам што одвоивте време да бидете дел. Ви благодарам и на вас што не поканивте да бидеме дел од оваа емисија.
Да, ќе почнам веднаш со фактот што на некој начин ни го кажавме во првите минутки. Многу е навистина голема бројката, посебно на девојки, кои ја сакаат цена твојата работа и те следат. Но не е баш едноставно да привлечеш една цела, јас ја нареков толкава армија. На што се мислиш дека тоа се должи? Зошто си добила толкава доверба? Сметам дека тоа се должи на долгогодишното работно искуство. Сепак јас ја работам оваа работа 20 години и имам поминато, да речеме, доста сати во работење на оваа работа. Сметам дека секоја една личност која што ќе помине толкав временски период во работење на една иста работа се стекнува со терминот на професионалец, односно професионално вршење на работата. Па сметам дека таа доверба која што ни ја даваат вежбачите, не сакаат и не ценат, сметам дека се должи баш токму на тоа. Да. Ти имаше некои интересни постови што така ми привлекува внимание, не е само човек убаво да изгледа, не е само да бидеш згоден, пропорционален, но туку е малку повеќе од тоа. Не знам, да речеме, гласот на инструкторот, расположението на инструкторот, подготвеноста да биде достапен. Ајде малку и за тие нешта раскажи ми, те заморуваат ли понекогаш сите тие работи или наоѓаш доволно сила и енергија за кога станува збор за работата, можам да кажам дека тој физички дел се уште го трпам и можам нели да се снајдам во тој дел и да не почувствувам физички замор, но откако станав мајка, нели со 2 дечиња и обврските нормално си порасна, ме фаќа некогаш еден вид на психички премор, бидејќи мојата работа покрај тоа што е во сала, кога ќе заминам од салата, јас не застанувам со работењето, во постојана комуникација сум со нели вежбачите, дали на Инстаграм се слушаме, дали на Viber, дали ќе се јавиме, решаваме проблеми, нели све едноставно никогаш ме фаќа тој психички замор, но ја имам среќата да работам со многу колеги, па ако ќе ми дојде некој таков момент, си се јавувам на колега да замолам 2-3 дена да земам чисто издишка, да можам што се вика онака да се издувам и повторно си влегувам со некоја друга позитивна енергија. Мајка си на 2 деца, Лија сега ќе ни каже колку годинки имаш, Лија? Колку се тоа? 4. А твоето братче колку годинки има? Јан колку наполни сега роден ден траеше Јан. 10. Да. Значи повозрасен е. Да. Како се домашните обврски распоредени? Мама и Лија ги гледаме и на интернет дека се блиски. Има ли доволно време за сите? Да, можам да кажам дека всушност најголемата привилегија од оваа работа што ја работам е можноста да поминувам подолг временски период со моите деца, бидејќи времето е флексибилно на работа и сам си го организираш. Лија, ова мало сладко ѓаволче, кажи не останува да спие во градинка, така? Не останува. Не спие. Ме чека во 12. Повеќе сака во парк. Да. Па да јаде сладолед, така? Да. Друго што сакаш? Кажи што сакаш друго да јадеш? Што сакаш најмногу да јадеш? Што сакаш да јадеш? Што е највкусно ти? Едни вака убави вкусни благи, како се викаат? Бајадера. Бајадера, ето така, па знаеш што треба да одбереш. Да, така што во 12 сат веќе сме си заедно, маличката на сестра ми исто срна и таа не останува на спиење и потоа нели денот ни е дали во парк, дали негде на сладолед и слично. А Јан искрено веќе од оваа година осетивме дека е многу голем, па почнува балца по балца да не трга на страна и нормално поголемиот дел од времето да си го поминува со своите другарчиња. Да. Пилатесот е нели наша централна тема, твое секојдневие долги години. Најчесто и најмногу го применуваат луѓето рекреативно, нели за да се чувствуваат и изгледаат подобро, меѓутоа на кратко може ли да ми кажеш во која насока би можел да помогне пилатесот и на професионалните спортисти? Има ситуации каде што да речеме еден фудбалер или кошаркар или ракометар, неважно, ако се обиде со пилатес вежби, сваќа дека и за него тоа не е толку едноставно, затоа што можеби делува дека е нешто лесно, но сепак е една сериозна, да речам, дисциплина, нели? Да, пилатесот е дисциплина која што се работи со голема концентрација, значи треба да сте доста сконцентрирани при изведување на вежбите. Се работат многу прецизни движења, значи точно треба да знаете што правите, да речам, во исто време со рацете и со нозете. Ја подобрува многу флексибилноста, смирува инструкторот фактички сега што работи со мене, сме во некоја нели фамилијарна
нормално сродство, Манча. Тој е бивши голман, фудбалер и буквално е почнат нели со мене додека тренираше фудбал, ги практикуваше часовите да, многу му помага и по завршување нели на кариерата си остана и продолжи да работи во нашиот тим. Да. Има ли други спортисти, не мора да ги кажеме се име и презиме, кои што доаѓаат кај вас затоа што им прија, практикување? Секоја година ние веќе 10 години работиме, иако да речам грото од вежбачите ни се жени, секоја година ни се случува дали во група, дали персонални тренинзи да не работат и спортисти и машки нели членови да имаме, така што да. Твојата сестра, бидејќи беше искрена со нас, постави едно симпатично прашање за тебе. Мислам дека ќе ти се допадне, ќе ни го одговориш, па ајде да слушнеме што Нина во оваа прилика ја праша. Ајде да видиме што не прашала. И па, ајде јасна, сега оваа прилика ќе искористам да им подраскажеш на сите малку кој од сите нас те највешт да ти изненади, без разлика за кој повод како. Имаш ти многу приказни позади тебе да ги раскажеш, па можеш да издвоиш една кое изненадување ти било најдраго до сега. Убаво е кога во животот имаме поддршка, кога некој знае да не развесели, да направи да се чувствуваме убаво, па еве да одговориме во твојата ситуација на кого тоа најдобро му оди. Сопругот знае секогаш за некои моменти од типот на роден ден, нова година и слично убаво да ме изненади. Јас во принцип бев тип кој што не сакаше многу технологија, социјални медии и слично, но работата си го направи своето нели да мора да си во тек со некоја технологија. Исто така и сестра ми бога ми знае убаво да ме изненади, особено за роден дените. Од тие кои што најдобро не познаваат, веројатно и најлесно им е нели да направат да се чувствуваме убаво. Знам дека често, да не речам секојдневно, се соочуваш со изговори. Кои се најчестите изговори што ги слушаш, зошто некој не почнал да вежба или едноставно да се грижи за своето тело и за своето здравје? Изговори има многу, да речеме поголемиот дел од изговорите се неоправдани, но има и дел од изговорите кои што се оправдани. Например, да кажеме, ајде од неубавите, јас тој изговор што воопшто не го сакам и што буквално нака ме вади од такти од кожа, е кога никој ќе ми каже ме мрзи да вежбам. Значи сметам дека тој збор ме мрзи, таа реченица воопшто не треба да постои во македонскиот речник. Значи ме мрзи треба да се извади како збор. А од оправданите, да речеме млада мајка која што е таза породена со едномесечно бебче, која што едва и чека да се врати во некоја форма, многу сака да се приклучи на вежбање, но не може тоа да го направи во точно одреден термин. Да, не може да се снајде некој да помогне или да го причува и бебе. Тоа е мало, тоа е оправдана причина. Токму поради дел од овие оправдани, да речам, причини, со сестра ми одлучивме да го пуштиме програмот Јака. Многу од поодамна требаше да се случи овој проект, но ми се случија некои непредвидени здравствени мали, да кажам, проблеми кои што добро се завршија за краток временски период. И одлучив веднаш после еден мал оперативен зафат, реков јас денес не ме интересира во каква состојба сум и како изгледам. Ова ми беше планирано, ќе го снимам што сака некај и ќе им покажам на сите жени дека и покрај, дека можат да бидат јаки. Така е всушност излезе на програмата Јака и името за Јака. Вечерва во Fairplay се надевам заеднички уживаме заедно со моите две гостинки, Јасна Лековска Пилатес, една од нашите најпознати пилатес инструкторки во друштво на незината киркичка која што се вика Лија, и на Лија се надевам интересно вечерва тука во нашето студио. Јасна, сакам да те прашам уште малку околу начинот на кој што ти лично се чувствуваш. Може ли да се каже, бидејќи за другите си пример,
дека тебе лично ти е убаво во сопствена кожа, во сопственото тело, здравје, енергија? Да, искрено може да кажам дека никогаш не сум имала нели никаков проблем со тоа како изгледам во сопственото тело, бидејќи генерално вежбам од доста малечка, низ целиот свој развој, пубертетот, па нели професионално на некој начин содржање на часови, никогаш сум немала килограми плюс, ниту пак сум била многу слаба, така што секогаш сум знаела да си го носам сопственото тело и да ми е убаво во него. Не би менувала ништо, да ништо, не, апсолутно ништо. Така како што си, така си задоволна. Добро, ќе кажеме ли бројка на килограми? Знам дека го добиваш директно, нели? Да, на Инстаграм тоа е доста често поставувано прашање. Јас сум 1,68 м висока и се движам меѓу 59 и 60 кила, значи во нистекот на годините вадам и ставам по 2-3 кила, 2 кила минус, 2 кила плюс, тука се држам веќе 40 години, освен нормално со бременостите со децата, каде што е неизбежно да ставиш нели малце поголема килажа. Тоа е добра тема, не сакам да прескокнеме затоа што постојат многу спротивставени ставови за тоа кога ќе видиме бремена жена како вежба. За дел од луѓето тоа е чудно можеби и знаат и да го осудат дури зошто оваа жена себе си па дури и бебето го става во некаква опасност без потреба. Други можеби сосема спротивно се восхитуваат како некому тоа му успева. Кој е твојот став ова прашање? Бремените жени, нели кои што имаат нормална бременост, кои што си имаат дозвола од својот гинеколог да продолжат да вежбаат, апсолутно тоа треба да го прават буквално од првиот ден па до последниот ден. Ние се шалиме дека скоро сите трудници што ни вежбаат во Тринити буквално сме ги испратиле од сала на породување. Да, така што доколку си е нормална бременоста, таа може само да и даде нешто плюс на трудницата, убаво да се чувствува, лесно да се породи, постпородилниот период полесно да го помине. Сметаш дека не постојат некакво повредување или во не постојат доколку трудницата работи со професионалец, односно со човек, инструктор кој што си ја знае работата и кој што знае нели да води и да работи со трудница. Сега кај нас трудниците кои што претходно вежбале, да речеме со мене, си продолжуваат во група, но со нова трудница која што апсолутно нели не ја познавам, во тој случај работиме со индивидуален пристап. Не може никако вежбање или здрав начин на живот да помине без здравата исхрана. Има ли некоја храна која што и покрај тоа што е добра, има висока нутритивна вредност и така натаму, не сакаш да ја јадеш? И обратно, нешто што многу сакаш да јадеш, може би треба да се прескокне, да речеме. Јас сум во принцип јадач, значи нема некоја храна која што не ја јадам. Гледам во фамилијата да се храниме претежно здраво, значи да внесуваме зеленчук, манџички, овоше, дали ќе биде тоа свежо излупено, дали ќе биде смути, дали ќе биде сок, но сум и мајка која што нормално на децата им дозволува и од оние помалце убавите работи. Гледам тоа на едукативен начин или да им го пренесам и да им ставам до знаење дека денеска и веќе пиеме кока-кола и ќе јадеме чипс, дојдено ни е другарче или славиме роден ден и све, но дека тоа треба да биде за такви моменти, дека водата треба да се пие и слично. Значи не гледам да е тоа никако агресивно, туку по пат на едуцирање да ги научам за понатака нели во животот. Уште еднаш ги потсетуваме нашите гледачи и гледачки дека за кратко има ли точен временски период кога јака треба да биде презентирана во јавноста? Сега фактички ни оди во сабота. Јас имам начално нели од куќата која што ја изработува програмата дека во недела ќе ја добиам првичната верзија. Се надевам дека ќе биде све во ред и дека веќе наредната недела јака ќе си биде достапна на девојките. Благодарам многу за убавата енергија, ќе ги поздравам тука на крајот, се разбира и нашите гледачи, сите оние кои што го сакаат спортот, здравиот начин на живот и кои што едноставно сакаат да слушнат некоја мотивацијска приказна плюс, како и секој викенд со нас овде во Fairplay. Се гледаме во нашиот стандарден термин, а тоа е следната сабота во 19:15 на Телма. Ве поздравувам.